Добро, најпрво дозволете да ви се заблагодарам на поканата. За нас е од особено значење тоа што и граѓанскиот сектор доста големо значење му придава на овој проблем и од уште поголема важност ќе биде вклученоста на граѓанскиот сектор во решавањето пред се на проблемот. Најголемата грешка што може да ја направиме е доколку власта, новата власт, било која власт, влезе во процес на решавање на ваков горлив проблем кај нас, без при тоа да биде во многу блиска и тесна консултација со граѓаните. За ова ни е потребна и широка дебата, но и ваков вид на публикации кои што ќе го приближат и проблемот и можните решенија до сите граѓани. Нелегалното следење на прислушуваните разговори од страна на Никола Груевски и претходната власт е третирано во моментов три доста важни документи за нас. Тоа се препораките на експертската група предводена од Рајнхард Прибе од 2015 година, новите препораки сега од 2017 година, како и итните реформски приоритети на Европската унија, па ќе кажам и четвртиот, тоа е блупринтот на граѓанските организации и првиот и овој што сега веќе го имаме пред нас. Ние како влада сме свесни за огромното значење на овој проблем и од личен аспект можам да кажам особено сме ние свесни затоа што бевме главна цел на прислушувањето. Но затоа ми представува уште поголемо задоволство кога гледам дека навистина граѓаните се ангажирани, бидејќи самите беа голем дел од нив, над 20.000 граѓани жртва на прислушувањето, во заедничките напори за решавање на овој проблем. Овој вид на настани преку така наречен shadow reporting, но и преку конкретни препораки кои што ги правите независно од меѓународните експерти се од големо значење за нас и ние навистина ќе се обидеме, ги разгледуваме со најголемо внимание и ќе се обидеме да ги спроведеме. Согласно препораките од 2015 година на експертската група на Прибе, препорача, цитирам, Управата за безбедност и контраразузнавање да нема директен пристап кон техничката опрема која возможува следење на комуницискиот сигнал и опремата дека треба да биде преместена во просториите на телекомуникацијските компании. Значи, многу е просто. Не правиме муавет за никакви сложени решенија, но прашање е пред се на политичка волја да основните работи се направат, а подоцна и целата околина околу овие решенија може да се регулира. Имајќи го предвид сега новиот контекст во кој што сега се наоѓаме во оваа 2017 година, тековниот процес на реформа на разузнавачките служби, кој што е во самиот зачеток, експертската група на Прибе ја повторува сепак забелешката која што имаше и во првиот извештај и тоа е, ќе кажам за сега, со оглед на тоа што новата влада е едва и 4 месеци, не е ни толку на власт и разбирливо, затоа што и немавме ниту можност, ниту време многу да направиме во овој период. Но сепак, сите овие мерки кои што се препорачани и дополнително што ќе зборувам малце подоцна, се од наш врвен приоритет и ќе бидат имплементирани. Техничките способности за прислушување, главната работа е да бидат под силна независна контрола и туку особено мора да се стави акцент на судовите, кои што до сега, иако согласно законот има таква надлежност, тоа не го има, не го правеа. Имаме особен интерес на соодветно да го адресираме ова прашање и тоа го демонстрираме и со фактот дека во 4 различни реформи од планот 369, а тоа се во делот на собранието, во делот на судските реформи, во делот на реформата на разузнавачките и безбедносните служби, како и реформата и за борба против организираниот криминал и корупција, се вклучени мерки кои што го адресираат следењето на комуникациите. Минатиот период од 3 месеци беше доста динамичен и навистина го чувствувавме и притисокот и одговорноста да многу работи почнеме да ги решаваме, вклучително и оваа. Динамично е, тешко е, нормално, има многу работа, очекувањата на граѓаните се големи, но ги правиме иницијалните чекори и во оваа насока. Ние како влада ги имплементиравме мерките од
планот 369 во делот на првите 3 месеци, вклучително и мерките што се однесуваат за следењето на комуникациите. И сега малце конкретно што е до сега направено од страна на институциите. Во делот на собранието и вложивме напори и мислам дека покажавме посветеност пред се за враќање на улогата, на суштинската надзорна улога на Комисијата за надзор и работата на Управата за безбедност и контрразузнавање и Агенцијата за разузнавање, како и на Комисијата за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникации од страна на МВР, Управа за финансиска полиција, Царинска управа и Министерство за одбрана, преку редовни состаноци во кои задолжително активно учествуваат и представници на Управата за безбедност и контрразузнавање и Агенцијата за разузнавање, што беше порано незамисливо нешто. Мисля, нормална работа во нормална земја, ама кај нас се радуваме и на овие основни работи, можеби. Овие собраниски комисии одржуваат редовни седници, имаат усвоена деловници за работа, а се одржа и заедничка средба на двете парламентарни комисии за надзор на работата на безбедносните служби со експертот на Европската комисија Прибе и неговиот тим на експерти при неговата посета. Ја усвоивме како влада информацијата за потребата од формирање на меѓуресорска работна група за изготвување и следење на имплементацијата на планот за реализација на препораките на групата на високи експерти за системските прашања од аспект на владењето на правото и особено во делот на следењето на комуникациите. Со цел за да постигнеме, како што и кажав, за нас е многу битно поголема инклузивност во процесот, во конципирањето пред се на идните мерки, политики и постапки, се предлагаме во сите постапки превземени од меѓуресорската работна група да бидат вклучени представници на граѓанските организации кои што ја следат ова област и особено областа на човековите права, кои што беа главна жртва на оно што се случуваше во изминатиот период во Македонија. Во делот на судските реформи, Министерството за правда исто така формира работна група која ќе ги разгледа препораките на Венецијанската комисија по однос на Законот за заштита на приватноста и ќе бидат подготвени предлози за понатамошни активности. Она што можам да го кажеме дека цврсто сме решени да целосно ги имплементираме сите препораки на Венецијанската комисија во овој дел. Во делот на реформата на разузнавачките и безбедносните служби, како што веќе кажав, инклузивната дискусија во собранието за избор на моделот за реформа на следење на информациите е многу важна. Како влада секогаш сме исправени пред дилемата и веќе реков чувството на обврска дека нешто треба да го спроведеме, но од другата страна мора да внимаваме и на квалитетот на донесените решенија. Значи нас најлесно е ние да го пуштиме во процедура што и да е тоа што ние го имаме на испланирано или предлог, но многу е по-добро ако треба малце повеќе време да изгубиме на планирање и на координација, за да имаме поквалитетни решенија, наместо да брзаме со одредено решение кое што ќе не одведе можеби повторно во погрешен правец и особено во овој дел. Иако доаѓам од страна на власта се во овој момент, мораме да се осигураме дека и оваа и било која една власт ќе воспоставиме механизми со кои што јасно и недвосмислено максимум што може ќе оневозможиме било кој повторно да го злоупотреби системот. Владата на предлог на МВР го избравме моделот за реформа на разузнавачкиот и безбедносниот систем, но, пак ќе кажам, откако имавме одредена дебата и нормално сето тоа во иднина ќе треба да се преточи во конкретни мерки, во законски решенија и така натака. Во тек е изработка на план за реализација на препораките на експертската група на Прибе во однос на следењето на комуникациите. Тој ќе содржи детална листа на правни акти, административни, технички мерки, како и финансиски импликации. И има различни мерки кои што различно ќе ја чинат државата. Министерството на внатрешни работи достави информација до владата со која што се предлага формирање на работна група во која ќе бидат представници на сите
релевантни институции, научната и стручната јавност, представници на надзорните комисии за работата на двете служби и надзор над примената на ПИМ мерките за следење на комуникациите. Работната група ќе биде надлежна да го изготви планот за реализација на мерките препорачани од страна на експертската група на Прибе, како и да ја координира и следи нивната имплементација. Логиката е дека мора да имаме група на луѓе кои што ќе биде надлежна потоа да го следи спроведувањето на сето тоа што ќе го ставиме веројатно релативно брзо на хартија, затоа што и генерално во Македонија нашиот став е дека немаме ние толку проблем со легислативата, законите, правилата, туку со неспроведувањето и неимплементацијата на законите. И затоа е многу важно да и ние како влада се научиме дека мораме да го следиме и спроведувањето на законите. Во рамките на борбата против организираниот криминал и корупцијата, работевме и се уште работиме на возможување на соодветна опрема, пристап и обезбедување на соодветни човечки ресурси за спроведување на следењето на комуникациите на Царинската управа и финансиската полиција, согласно моделот кој што беше избран за реформа на разузнавачките служби. Оваа мерка е во текст затоа што моделот само што беше усвоен и дополнително обезбедена е со поддршка на Европската унија и дополнителна техничка опрема за поврзување на клучните институции кои што се важни во делот на борбата против организираниот криминал и корупција во системот на интероперабилност. Се работи за 14 институции, се спроведува преку Министерството за правда, кои што на многу поефикасен начин ќе може помеѓу себе да споделуваат податоци и да ја следат борбата против организираниот криминал и корупција. Што се следните наши планови, не зборувам долгорочно, туку навистина само на краток период, во делот на 6 и 9 месеци од аспектот на планот 369. Неколку работи, но она што сакам да го кажам е дека апсолутно ќе ги земеме во предвид сите препораки и на оваа студија, како и сето она што во понатамошниот период во дебати со граѓаните и сите други надлежни институции ќе го предложат за да ги допрецизираме мерките од 6 и 9 месеци од планот 369. Така што оваа студија навистина и доаѓа во вистински момент и особено ги очекуваме и ги поздравуваме и препораките и на така наречениот Blueprint 2, итните реформски приоритети кои што ќе ги предложат граѓанските организации, во комбинација со вториот извештај за итните реформски приоритети на Прибе, за да можеме да направиме евентуално и некаква измена на оно што е предвидено во 6 и 9 делот од планот 369 и да имаме што е можно поголем консензус помеѓу сите граѓани за спроведувањето на овие реформи. И пак ќе кажам, исклучително ни се важни овие препораки, исклучително ни е важна вклученоста на сите што може, со сите што се заинтересирани да се вклучат и во сите овие комисии и работни тела кои што веќе ги кажав, дел се од отворен карактер, во смисла представници кои што не доаѓаат само од институциите, дел во делот на имплементацијата, кај што ние самите треба да спроведе нешто, гледате дека интерресорски се работи и не го работиме тоа изолирано едни од други. Таа меѓусебна и хоризонтална координација е нешто што исто така доста фалеше во нашиот систем помеѓу институциите. Не би одземал повеќе време, ви благодарам за можноста да се обратам, ама пак ќе кажам повеќе би сакали вас да ве слушнеме и да ве видиме инволвирани во целиот процес на спроведувањето на овие реформи. Благодарам.